По 2 јуни, граѓаните повторно ќе размислуваат дали Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги води во вистинскиот правец или ВМРО ДПМН за нив е вистинската опција. Истакна попладнево во Штип лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. На 2 јуни ќе се собереме пред платото на владата на Република Македонија, каде што ќе одбележиме оваа една година чемеријат. Влада на Социјалдемократскиот сојуз предводена од Зоран Заев, ќе понудиме определени решенија, нови политики, но и ќе отпочне падот на владата на Социјалдемократскиот сојуз, која што се надевам дека ќе биде конечно поразена на предвремени парламентарни избори. Запрашан како го оценува неговиот и настапот на премиерот Заев на синоќешниот нивен телевизиски дуел, Мицковски судот го препушта на јавноста. Искрено јавноста ќе оставам да оцени. Ние се потрудивме, се надевам да дадеме одговор на многу прашања кои што меѓусебно си ги поставивме. Се надевам дека успеавме да дадеме одговор на многу прашања кои што ја интересираат јавноста во Република Македонија, така што ќе оставам јас јавноста да суди. Јас сум скромен човек, генерално давам оценки на факултета за вакви политички дебати, не се чувствувам подготвен во овој момент да дадем. Јас сум лично задоволен од тоа како ја презентирав позицијата на ВМРО ДПМН, како самиот се представив пред јавноста во Република Македонија. Колку вие новинарите знаете, толку и јас како лидер на најголемата опозицијска партија ги знам информациите за текот на преговорите за спорот со името со соседна Грција на оваа влада, оцени лидерот на најголемата опозицијска партија. Нашата позиција е јасна, повторена во низа наврати во минатото, поврзана со спорот кој што го има нашиот јужен сосед со нашиот уставно име. Таа е непроменета и потврдена од страна на партиските органи во изминатите денови. Навистина не располагам со некои дополнителни информации кои што би значеле за вас и би биле предмет на интерес. Денешната посета на Штип е дел од агендата на председателот на ВМРО ДПМН со цел непосредно на терен да ја стекне, како што вели, реалната слика за животот на граѓаните. А врз основа на тоа да креираме една навигација која што понатаму ќе ни послужи за да можеме да креираме политики кои што ќе понудат решенија на реалните проблеми на граѓаните. Како политичка партија и во минатото, но и во иднината, ќе се обидеме да понудиме решенија за граѓаните, да го подобриме квалитетот на нивниот живот, бидејќи единствен капитал на Република Македонија се граѓаните и тие заслужуваат да имаат подобар живот. Ова е прва посета на Мицковски на Штип, поточно штипскиот огронок на партијата, откако ја превзема функцијата председател на ВМРО ДПМН.